Дневник на телеканал А1. Добре дојдовте. Еве ги топ 3 настаните на денот. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжува со протестите. За утре во Скопје и во други градови од Македонија најавуваат протести за одбрана на унитарноста на државата и против тиранската платформа. Центарот за вработување во Валандово регистрирал околу 600 невработени лица од оваа општина, а најбаран кадар се професиите од техничките науки. Основните училишта во Македонија ги отвораат вратите за најмладите. Од утре започнува уписот на првооделенци за наредната учебна година. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска го прими Хојд Брајан И, заменик помошникот на државниот секретар за европски и евроазиски прашања на Соединетите Американски држави, соопштуваат од кабинетот на председателот. Оттаму до јавноста испратија соопштение за она што се разговарало на средбата. На средбата се разговараше за новонастанатата политичка состојба и за можностите за нејзино надменување во согласност со Уставот и со законите на Република Македонија. Македонскиот председател го осудува секое политичко и физичко насилство во Република Македонија и истакна дека единствено преку диалог мора да се бараат решенија. Председателот Иванов подвлече дека доколку постои вистинско лидерство од председателите на парламентарните партии, правната и политичката пречка за определување на мандат за состав на владата се надминливи. Македонскиот председател побара од САД како стратешки партнери на Република Македонија да помогнат за пречките да се отстранат и да се овозможи парламентарното мнозинство да го добие мандатот. Преседантите со кои се воведува практика, а нелегалното станува легално, ги подкопува основните демократски принципи, рече председателот Иванов. Председателот Иванов бара од лидерот на СДСМ да го исполни јавно искажаниот збор дека заедно со коалиционите партнери ќе дојдат и ќе обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државноста и дека се ќе биде во согласност со Уставот на Република Македонија. Платформата од Тирана не може да биде услов, ниту пак основа за формирање влада во Република Македонија, констатираше македонскиот председател. Председателот Иванов повика граѓаните да останат воздржани и трпеливи, затоа што постојат решенија кои треба да се донесат со разум и преку диалог, се вели во соопштението од кабинетот на Иванов. Присуството на Хојд И ја потврди поддршката што САД ја пружаат за изборот на председател на Собранието и за поддршката во натамошните наши чекори во смисла на враќање на стабилноста и функционалноста на Собранието и другите институции. Изјави денеска Талат Џафери, кого СДСМ, ДУИ и другите коалициски партнери во четвртокот го избраа за председател на Собранието, додека ВМРО, ДПМН и коалициските партнери сметаат дека тој е нелегитимен. По прв пат по трагични настани од 27 април овде во просториите на Собранието, ја имам можноста во својство на председател на Собранието на Република Македонија да ви се обратам и да ви информирам дека имав можност да остварам една од првите званични мои средби со званичен меѓународни представник, тоест високиот представник од Соединетите Американски држави, господинот И, со кој што изменивме доста разговори по однос на потребата да стабилноста и делувањето институционално на Собранието да се врати во функција, да што побрзо сите ги заборавиме последиците од 27 април. Неговото присуство уште еднаш ја потврди поддршката што ја пружаат за изборот на председателот на Собранието и за поддршката што ја овозможува, што се подготвени да ја даваат во понатамошните наши чекори кои што треба да ги превземеме во смисла на враќање на стабилноста и функционалноста на Собранието и другите институции.
Српскиот новинар, филозоф и аналитичар Миша Ѓурковиќ во дебатна емисија на српскиот јавен телевизиски сервис посветена на ситуацијата во Македонија анализира дека Фрчковски, кој во своја колумна од пред 2 недели најави и инсистираше на вакво насилно сценарио, е советувач на СДСМ за насилството што тие го направија во четвртокот врз државата и незините закони. Po proceduri koja je propisana, dakle, i zakonima i delovodnikom, odnosno poslovnikom rada parlamenta, prvo mora da se izabere takozvano komisija za imenovanje, koja onda posle toga predlaže predsjednika parlamenta, odnosno sobranja. To se nije dešavalo, pre svega VMRO nije dao sa punim pravom je sprovodio takozvanu obstrukciju. Dakle, tražeći da se ceo paket rešenja veže za nove izbore. Sad govorit ćemo još o tome zašto je to vrlo bitno, jer oni su povezani sa činjenicom da Makedonija mora svakako uskoro da izađe na lokalne izbore, koji već se kasni njihovo raspisivanje, i najlogičnije je bilo da u novim nastalim uslovima se raspišu i parlamentarni izbori, da se građani izjasne oko toga šta Tiranska platforma nudi. Opozicija je postojala vrlo nervozna i ja stalno ukazujem na taj nagoveštavajući članak gospodina Frčkovskog, bivšeg ministra unutrašnjih poslova, na portalu Libertas od pre neke 2 nedelje, koji je najavio zapravo i zahtevao takvu vrstu nasilnog otimanja, dakle, institucije sobranja, pri čemu je vrlo precizno rekao opoziciji, odnosno SDSM i ovoj koaliciji, curi vreme, vreme ne radi za nas, treba da ga citiram, da uhvatimo za uši sadašnjeg predsedavajućeg, da ga pomerimo i da tu postavimo džafe. Најдобро е политичките лидери да седнат и разговараат во една порелаксирана атмосфера и во рамките на правилата на парламентарната демократија се изнајдат соодветни решенија. Најсоодветно решение е да се договори некој формат на влада која што ќе ги спроведе во наредните парламентарни избори заедно со локалните, смета универзитетскиот професор Александар Климовски. Така наречената одлука за избор на председател на собрание по мене е донесена со прекршување на повеќе од 20 одредби од деловникот за работа на собранието. Според тоа, таа е ништовна и како таква таа е вон правниот промет и не произведува никакво правно десо и бидејќи како таква се смета дека воопшто не ни била донесена. Во оваа прилика ја би ги прокоментирал сите членови од деловникот кој што со оваа така наречена постапка за избор на председател, кој што е целосно спротивно на одредбите на деловникот, би ги образложил постапки и действија кои што се косија со она како е предвидено во деловникот. Значи, во врска со председавачот е први овакво индикативно, вели конститутивната седница има легитимен председавач согласно Уставот и деловникот. Значи, член 63 од Уставот вели дека конститутивната седница ја свикува председателот на собранието од претходниот состав и само доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се свикуваат во рокот 21 ден од денот на завршувањето на изборите. Бидејќи предходниот председател ја свика пред истекот на тој рок, тоа е и председавач на овакво таа конститутивна седница. Значи, бидејќи конститутивната седница беше свикана во тој предвиден рок од председателот на предходниот состав, тој председава со неа и како таков тој треба да председава со таа конститутивна седница се до изборот на нов председател. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжува со протестите. За утре во Скопје и во повеќе градови во Македонија тие повторно најавуваат протести за одбрана на унитарноста на државата и против Тиранската платформа. Горди сме на граѓаните кои во целиот изминат период покажуваат храброст, достоинство, чест и непокор пред неправдините, соопштија денеска преку Фејсбук од граѓанската иницијатива. Протести ќе има како и досега и на југоистокот со почеток од 19 часот. 1 мај е меѓународниот ден на трудот што се слави ширум земјите. Како и зошто овој датум стана значаен во работничкото движење и борбата за поголеми права во продолжение.
Работниците на Чикаго се заслужни тоа што денес во голем дел од светот се одбележува 1 мај како меѓународен ден на трудот. Во многу земји се поистоветува со денот на трудот кој произлезе од традициите на работничкото движење, иако славењето 1 мај има длабоки корени во древните пагански празници посветени на природата. Празникот на трудот кој се празнува на првиот ден од мај е и посветен на борбата за зачувување и унапредување на работничките права. Всушност е ден на кој се оддава почит кон жртвите на штрајкот што се одржал од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. На 1 мај 1886 година повеќе десетици илјади работници на Чикаго излегоа на улиците со единствена цел да издействуваат воведување на 8-часовен ден. Полицијата која внимателно го следела штрајкот во првите 2 дена не употребила сила. Меѓутоа на 3 мај кога дошло до судир помеѓу работниците на синдикатот кои штрајкуваа и оние кои биле вработени, наместо нив се вмешала многобројната полиција со палки и огнено оружје за да воспостави ред, при што се убиени 4 лица и повредени многу членови на синдикатот. Ваквиот однос на полицијата предизвикала огромен револт помеѓу штрајкувачите, а група предводена од Август Спајс и Алберт Парсонс побарале самите да се вооружат. На 4 мај околу 3000 членови на синдикатот го продолжија штрајкот, но пред крај лице чиј идентитет никогаш не бил откриен фрлило бомба, при што биле убиени 7, а ранети 67 полицајци. Полицијата ги уапсила организаторите на штрајкот и ги извела на суд, а 4 од нив, меѓу кои Спајс и Парсонс, на 11 ноември 1887 година биле погубени. Никогаш не била докажана вината на погубените, иако заговарале вооружен отпор и насилство како револуционерен метод. Околу 250.000 луѓе долж улиците на Чикаго ги испратиле погребните остатоци на Парсонс, изразувајќи ја својата солидарност со неправедно погубените работници. На првиот конгрес на Втората интернационала, одржан во 1889 година, било одлучено 1 мај да биде заеднички празник во сите земји на кои работниците треба да манифестираат единство и солидарност во своите барања за подобрување на својата положба. Од тогаш празникот е манифестација на класната солидарност на работниците во светот. Работничките синдикати се следбеници на оваа иницијатива. До ден денешен, како во целиот свет, така и во Македонија, 1 мај се одбележува во спомен на чикашките работници, на оние кои своите животи ги дадоа за подобри работни услови. Интересно е тоа што иако во најголем дел од светот денот на трудот се одбележува на 1 мај, во Америка денот на трудот се слави во првиот понеделник од септември. Всушност тие ги слават социјалните и економските достигнувања на американските работници, односно тоа е ден во честа за сето она што американскиот работник го има направено за просперитет и благосостојба на нивната земја. За прв пат денот на трудот во Америка е одбележан на 5 септември 1882 година во Њујорк во согласно со плановите на Централниот синдикат, а со тек на времето овој ден правно ке се етаблира во САД. Синдикалното движење во Македонија има длабоки корени и традиција. Првите синдикални зачетоци датираат од 1908 година, кога е формиран првиот легален синдикат на чевларските работници. На првиот земски конгрес на работниците и намештениците на Македонија, кој се одржал во Скопје од 18 до 21 август 1946 година, продолжува традицијата на синдикализмот од пред војната со формирање на единствената синдикална организација Сојуз на синдикатите на Македонија. Во Македонија 1 мај е државен празник, како и во повеќе земји од светот. Се до 2006 година 1 мај се празнуваше 2 дена, и на 1 и на 2 мај, а од 2007 година се празнува само еден ден. Вообичаено, овој ден кај нас се користи за излети во природа. Скоро секој град има своји традиционални излетнички места, а тоа се најчесто зелени и прекрасни ливади покрај вода, каде граѓаните ја прават традиционалната скара со песни ора. Слично како и кај нас, така и во други европски држави, овој ден се прославува во природа. Во некои земји од Северна и Централна Европа во природа се излегува ноќта спроти 1 мај и се прославува плодноста, при што се пие и пее долго во ноќта покрај запалените огнови. И кога сме веќе кај денешниот празник, минималната плата има можност да се зголеми за 20%. Ова го покажуваат најновите анализи на Министерството за труд и социјална политика, во чии простори ресорниот министер и представници од синдикатите во земјава дискутираа за промена на законот за минимална плата. Она што првично утврдивме дека има простор, има желба за зголемување на минималната плата и верувам дека во брзо време
во дополнителните разговори со другите представници на синдикатите, со КСС, со работодавачите, ќе најдеме заеднички модус и заедничко решение за зголемување на минималната плата. Значи, она што првично е разговарано како сума е некаде зголемување за некаде околу 20%. Нема позначајно од борбата за зголемување на животниот стандард и за социјалната и материјалната сигурност на работниците во Република Македонија. Добро е што денес постигнуваме согласност, се поклопуваме со анализите за можноста за зголемување на минималната плата од 20% за сите сектори. Тоа ќе значи еден дополнителен основ за подобрување на животната состојба и благосостојба на работниците. Тоа е борба која вечито ќе ја реализираме како синдикати. Тоа е историска борба и еден од тие сегментите е минималната плата. Центарот за вработување во Валандово регистрирал околу 600 невработени лица во оваа општина. Најбаран кадар се професиите од техничките науки. Фармацевти, електроинженери, земјоделски инженери, машински техничари се дефицитарни струки на валандовскиот пазар на труд според последните податоци на Центарот за вработување во оваа општина. Во Центарот еднаш месечно се пријавуваат околу 600 невработени лица кои се водат како активни баратели на работа. Значи, моменталната бројка на евидентирани невработени лица во општина Валандово како активни баратели на работа е 614 лица. Најголем дел, значи, како занимање кои што се дефицитарни на евиденцијата на општина Валандово се занимањето од областта на техничките струки, моментално фармацевски техничари, електроинженери, земјоделски инженери, значи од областта машински техничари, инженери од областта, значи, на техничките струки. Сите тие се дефицитарни занимања, а како најбарани занимања исто така се, значи, фармацевски техничари, фармацеути, машински инженери, земјоделски инженери. Од евидентираните невработени најголем број се лица со понизок степен на образование, велат од Центарот. Како најзастапен процент на евидентирани невработени лица се лицата со ниско образование или без образование, а како најмал процент, да кажам, на евиденција се лицата со високо, со магистар на науки и можем да кажам доктор на науки, дека воопшто не е застапен. Од проектите и огласите кои во моментот течат и се активни, од Центарот велат дека најзадоволителен се покажал проектот Македонија вработува, кој имаше и второ продолжение. Паралелно со овој проект, Центарот за вработување во Валандово ги нуди и проектите за обуки. А од утре започнуваат уписите за прводеленците за наредната учебна година. Еве кои услови треба да се исполнети за почеток на образовниот процес во Македонија. Од утре, 2 мај, започнуваат уписите на учениците во прво оделение за учебната 2017-2018 година во сите општински основни училишта во Македонија. Уписите ќе се вршат секој работен ден до 31 мај од 9 до 14 часот. Запишувањето во прво оделение е задолжително за сите деца, кои ќе наполнат 6 години до крајот на календарската година, по претходно барање на родителот и добиено позитивно мислење од педагогот и психологот во училиштето. На барање на родителите, запишувањето на детето може и да се одложи, но единствено со потврда издадена од здравствена установа, која ќе утврди дека детето не е подготвено да оди на училиште. Како што секој родител или старател е должен да го запише детето и одговорен за неговото редовно посетување на наставата, така и секој училиште е должно да ги опфати децата од својот реон. Родителите кои од објективни причини нема да успеат да ги запишат своите деца во предвидениот рок, тоа ќе може да го сторат и во наредниот период до почетокот на учебната година. Потребни документи за упис се извод од матична книга на родените и потврда за примени задолжителни вакцини на детето. Подетелни информации може да се добијат од педагошко-психолошката служба во основните училишта. Минатата година, според информацијата од Оделението за образование при општина Струмица, во 9 општински основни училишта во општината биле запишани вкупно 481 дете, од кои 236 машки и 245 женски деца. Најголемиот дел од нив, односно 468, се родени во 2010 година.
Вакцинирањето на децата е од голема важност за заштита на нивниот имунитет. Лекарите советуваат родителите задолжително да ги вакцинираат своите деца, бидејќи македонските деца примаат безбедни и квалитетни вакцини. Македонските деца примаат безбедни вакцини. Доктор Силвана Петкоска, епидемиолог од Центар за јавно здравје Струмица, тврди дека вакцините со кои се имунизираат македонските деца се квалитетни, одобрени од Светската здравствена организација и по сите светски стандарди. И потврдам и да ви гарантирам дека децата наши во Македонија примаат сосема безбедни вакцини. Безбедни, испитани, проверени и пуштени во промет со подписи, не знам колку подписи во бирото за лекови треба за да се пушти во промет една вакцина. Значи вакцините што се одобрени и дистрибуирани од цела светска здравствена организација ги добиваме и ние. Значи ние не добиваме ништо што сме го зеле мимо она што е одобрено и од Светска здравствена, и од нашето Министерство за здравство. Епидемиолозите тврдат дека нема докази кои покажуваат дека аутизмот се добива од вакцина, па тоа не е причина родителите да избегнуваат да ги вакцинираат своите деца, вели доктор Петкоска. Сакам уште еднаш да ги ослободам сите дека не е тоа причина, значи не е тоа причина за аутизмот конкретно кај децата. Така да и апел давам и повикувам сите мајки, сите татковци, значи родителите, нека не одлучуваат во името на нивното дете за неговата иднина во негативна смисла. Значи нека не го осудуваат нивното дете за понатаму во животот. Невакцинирањето на децата од страна на несовесните родители, според неа, може да доведе до појава на болести за кои сме мислеле дека се искоренети и кои се појавуваат многу ретко, и епидемии кои можат да значат живот. Според доктор Петкоска, вакцината е најголемото откритие на медицината за заштита и превенција. Во текот на минатонеделната акција за собирање на потписи за лицата со посебни потреби во општина Гевгелија, 1892 граѓани го дале својот потпис како поддршка на овие лица. Граѓаните, без разлика на старосната граница, можеа да се потпишат во книгата што беше поставена на пунктот на градскиот плоштад. 1892 граѓани од општина Гевгелија се потпишале на иницијативата за законски измени со кои треба да им се олесни животот на лицата со посебни потреби. Како и во другите градови, така и овде, на градскиот плоштад се собираа потписи по иницијатива на родителите и издруженијата на лица со посебни потреби, кои во текот на минатата недела ја поддржуваа иницијативата со цел да им се подобри животот и законските регулативи на овие лица. На градскиот плоштад беше поставен пунктот каде што можеа граѓаните да го дадат својот потпис за оваа акција. Со секој подпис ние ја поддржуваме таа иницијатива да се подобри животот и законските регулативи околу заштита на овие деца. Бидејќи, како што гледаме, тие деца се запоставени, можеби се работи со нив, не велам дека не се работи, но треба многу повеќе да се даде и за нив. Бидејќи секој дете е дар од Бога и тие деца заслужуваат да имаат подобра иднина. За да влезе во собраниска процедура потребни се вкупно 10.000 потписи. Меѓу главните барања на иницијаторите за собирање на потписи е да се избрише старосната граница од 26 години, во која во повеќе закони им се ограничува државната помош на лицата со посебни потреби. Лицето со посебни потреби до 26 годишна возраст има право на бесплатни прегледи и лекувања, како и право на посебен додаток, но по завршување на оваа возраст се укинуваат овие нивни права. Со иницијативата се бара да се изедначат поправата на биолошките родители со родителите од згрижувачките семејства, бидејќи досега според сегашните законски одредби паричен надоместок од државата добиваат згрижувачките семејства. И оваа година продолжуваат ланските активности и проекти на Завод и музеј Струмица. По обновувањето на 2 фасади на објекти во старата Струмичка чаршија ќе бидат обновени уште неколку во градот и во Гевгелија. Оваа година продолжуваме со несмалено темпо
односно ќе работиме на одредени проекти кои што некои продолжуваат од минатата година, а некои ќе бидат сосема нови, ќе се реализираат во поширокото подрачје на кој што е надлежна нашата институција, односно Заводот и музеј Струмица. Пред се работи за продолжување на проектите во врска со возновувањето на фасадите во старата урбени јадра, не само на Струмица, овој пат и поминуваме во Гевгелија. Именно оваа година таму ќе реализираме еден проект кој што отпочна лани. Тоа е возновување на фасадата на Андреевиот конак. Гевгеличани, ја верувам и струмичани го знаат дека тој објект каков е и што е. Така што се надеваме до крајот на оваа година овој објект ќе добие едно ново руво, практично на гордост на гевгеличани, па и на струмичани, ако сакате. Престојат активностите околу барањето на понуди за јавно надавање, за избирање на фирми, најдобар понудувач се разбира. Штом ги завршиме овие активности, се надевам дека ќе отпочнеме веднаш со градежните активности. Она што исто така е битно ова година, продолжуваме со проектите во старата Струмичка чаршија, односно тука ќе изработиме два проекта со оглед на една процедура која што мора да се запази, која што е малце по-комплицирана, се разбира. Во старото урбано јадро на Струмица, односно на старата чаршија, ќе реализираме два проекта, значи ќе се работат проекти, а реализацијата на градежните активности се надеваме дека ќе реализираме наредната година. Минатата година веќе реализиравме две фасади, на некој начин така и замислено целата процедура. Една година работиме проекти, наредната година вршиме реализација. И за крајот овој дневник да видиме што е најново надвор од границите на Македонија. Вонредна состојба беше прогласена во американските држави Арканзас и Мисури. Поројните дождови кои траеа со денови останаа причина за катастрофални поплави во текот на викендот, пренесе Associated Press. Пријавено е за најмалку 20 загинати, со кои вкупниот број на жртвите од невремето во средниот запад и јужните држави се зголемија на 13. Низата смртоносни торнада поминаа во саботата во Тексас, откако загинаа 5 лица. Метеоролозите предупредуваат дека опасното време продолжува и оваа недела. Папата Франциско за време на вчерашното неделно обраќање на плоштадот Свети Петар во Ватикан повика на молитва за Македонија по насилствата во собранието. Ја молиме Пресвета Дева Марија за мир, за враќање на демократијата во сите земји. Се молиме за сите земји да ги надменат тешкотиите. Овие денови конкретно мислам на Република Македонија, рече папата Франциско пред на собраниот народ. Основачот и председател на телевизиската компанија Гем, која емитува програма на персиски јазик, Саед Каримијан е застрелан во Истанбул, објавија турските медиуми. Тој е британски државјанин со иранско потекло, а е убиен заедно со неговиот кувајтски деловен партнер во населбата Маслак, објави весникот Хуриет. Агенциите објавија дека двајцата мажи биле убиени додека биле во движење со возилото во оваа област, кога поединци во друго возило го блокирале патот, излегле од возилото и ги застрелале. Напаѓачите избегале со нивното возило кое подоцна е пронајдено изгорено во друга област во Истанбул. Турската полиција се уште е во потрага по напаѓачите. Караиман во отсуство бил осуден од иранскиот суд на 6 години затвор за ширење пропаганда против Иран. ТВ каналот Гем пренесува странски ТВ програми, меѓу кои американски, прикажува турски сапуници. Поранешниот премиер на Велика Британија, Тони Блер, најави дека се враќа во политиката за да се бори со Брекзит. Лидерот на лабористите објави дека нема да се кандидира на престојните избори на 8 јуни. Тој објасни дека има желба да создаде движење кое ќе учествува во формирањето на дебатата за политиката на Велика Британија, кога таа ќе почне со преговорите за напуштање на Европската Унија. Оваа работа со Брекзит ми даде непосреден мотив да учествувам поактивно во политиката, изјави Тони Блер за весникот Daily Mirror, цитиран од агенциите. Човек мора да ги извалка рацете и јас ќе го направам тоа, додаде тој. Блер ја напушти премиерската функција откако станаа јасни резултатите од референдумот за и против членството на Велика Британија во Европската Унија. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со телеканал А1. Од мене пријатно.